Процесот на имунизација непречено се одвива, уверуваат медицинските власти и најавуваат дека овој месец во земјава ќе пристигнат нови големи количини на вакцини. Секој понеделник се очекуваат по околу 10.000 дози од Pfizer. Дополнителни 100.000 Pfizeroви вакцини ќе пристигнат преку COVAX механизмот, а во наредните 7 дена, како што информирале од кинеската амбасада, треба да се очекуваат половина милион дози на Sinovac. Само нема информација што се случува со руските Спутник вакцини, иако беше најавувана поголема количината, се уште не е испорачана. Кон средината на јуни следи и ревакцинацијата на илјадници македонски граѓани кои првата доза ја примија во Србија. Утро разговарав со министерот Лончар да видиме дали може да се организира некој пункт поблиску до нашата земја за очекувано поголемата бројка на граѓани кои што треба да се ревакцинира околу помеѓу 17 и 20 јуни. И зема обврска да целокупниот тој процес го организираме. Веројатно дека ќе биде во некој од веќе постојните пунктови. Верувам дека тоа е и за нив механизам кој што најдобро може да се спроведе, заради тоа што мора да се организира чување на вакцините, фрижидери за складирање, тоа се сепак неколку денови. Разговаравме тоа да биде центарот во Врање или во Ниш. Најавени се и 50.000 вакцини од Бугарија и 20.000 од Грција. До сега вакцинирани се речиси 250.000 граѓани, а околу 440.000 се заинтересирани за вакцинација, покажува официјалната статистика. Проценките на надлежните се дека состојбата со коронавирусот е стабилна и дека наредниот период не се очекува влошување на ситуацијата. Сепак, повикуваат на предпазливост поради непредвидливоста на вирусот. Никој во светот, во ниту една земја не може да се даде точно предвидување. Што може да се случи? Може да се случи да има некаква мутација на вирусот, која што е поконтагиозна од сите претходни соеви и тоа да смени сликата епидемиолошка. Се случува во некои земји во светот, со тоа што вакцинацијата помага да нема тешки форми на болести, да нема смртни случаи. Имајќи го тоа на ум, гледајќи како се одвива ситуацијата во нашиот регион, меѓутоа и во другите земји, нашата проценка со резерва дека следниот период од 2 месеци летни кои што се пред нас ќе биде мирна епидемиолошката ситуација. Останува мерката за носење маска во затворени простории и при групирања, како и користењето само на отворените делови на рестораните и баровите. За натамошно леснување на мерките ќе се разговара по 15 јуни. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.